Добар ден, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Во светот, но и кај нас, присутен е трендот за одложување на бременоста. Па повеќе не е реткост паровите прв пат да станат родители по 40-та година. Шансите за потомство во подминатата возраст се помали, но благодарение на вонтелесното оплодување, можноста за реализирање во улогата на родители постои и во петата, шестата деценија, дури подоцна. Како изгледа бременоста кај жените по 40-та година? Какви прегледи се необходни и дали породувањето мора да заврши со царски рез? Разговараме со гинекологот професор доктор Глигор Тофовски. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а како и досега емисијата во вториот дел ќе биде контактна. Останете на Телма. За бременоста во подмината возраст денеска разговараме со професор доктор Глигор Тофовски, специјалист по гинекологија и акуширство од Универзитетската клиника за гинекологија и акуширство. Професоре, добро ни дојдовте во студиото на Телма. До пред неколку децении, жените после 30-та година се сметаа за стари трудници, но денеска семејствата ги следат современите западни трендови, па се почесто можеме да видиме како жената прв пат се реализирала во улогата на мајка по 40-та година. Па која е просечната возраст на првородките кај нас? Па, знаете како, тоа се смета средната вредност некоја. Порано, да кажеме, беше негде околу 21-2 години пред 25 години, па дојдовме до 24 години како средна вредност. Значи имате дел од пациентки што раѓаат и помлади, дел постари, просекот беше 24, да лани просекот дојде до 29 години. Значи тоа просечно една жена прв пат се реализира како мајка на 29 години, а како што спомнавте, повеќето, значи тие жени кои што ги условно речено не ги пратат западните теркови, меѓутоа сакаат своја реализација и како жена и како професионалец и академска кариера, па во денешно време ќе формираат дури и семејство, па сака да ги видат сите удобства во домот, во патување, во се, па дури подоцна се решаваат всушност да формираат семејство, односно да жената, односно роди дете, односно 1, 2, 3, 4, колку сака, иако тоа последното е веќе реткост. А кажете ми, дали често имате трудници постари од 40 години? Па, видете се, прво на нашата клиника многу често се породуваат сите трудници кои што имаат разни компликации во тек на бременоста или поврзани со бременоста. Кај нас генерално трудниците што се над 40 години спаѓаат во една категорија кај што треба да се обрне посебно внимание. Високоризични? Многу често, не се они високоризични, меѓутоа сепак ризикот е поголем него кај помладите, посебно доколку се работи за прва бременост, затоа што во тек на животот вие може да здобиете определени состојби или кардиоваскуларни, да пиете терапија за тоа и диабет и што е она многу битно, можеби и да немате таа состојба кога не сте бремени, меѓутоа самата бременост да ја потенцира состојбата, да се појави гестацијски диабет, хипертензија во тек на бременоста, па и да кажеме и органите и функционирањето на целиот организам не е исто над 40-та година. Не сакам да ги плашиме пациенткиве, секако тие можат да останат бремени, може да имате 25 години и други коморбидитети, други болести, да е таа бременост поризична, меѓутоа сепак бара поинтензивно следење и во однос на самиот плод фактички на ембрионот, шансите, знаеме, јајните клетки се исти од почетокот од раѓањето до умирачката кај жената. Шансата за генетски компликации, односно за раѓање, односно формирање на плод кој што ќе носи некакви хромозомски или генетски малформации е многу поголем кај оваа возрастна категорија и за тоа бара малце и поинтензивно исследување од почетокот и правење на неинвазивни или инвазивни тестови за да се види дека се е во ред со тој плод. Статистички, например, да кажеме, ако една жена во 20-те години има шанси да има плод со малформација од 1 на 3000, да кажеме, бременности, пациентката која што е во своите 40 и 41-2 години, веќе има шанси 1 во 10 бременности да биде веќе плод кој што нема да биде добар уште од самиот почеток. Дали затоа е зголемен ризикот за спонтани абортуси кај жените по 40-та година? Апсолутно да, па тоа е кај нив всушност сите ризици се зголемени, значи не е тоа, пак ќе речам, не да ги плашиме пациентките,
тие што сакаат, јас им советувам, јас работам на одделот за инфертилитет. Вие сте шеф, всушност, на тој оддел да, и кај за што инвитро. работиме, можеме и да кажем дека го возобновивме работењето и на инвитро лабораторијата на универзитетската клиника. И многу често нашите пациентки се пациентки кои што се од над 35-40 годишна возраст, кои што бараат да се и сакаат да се реализираат како мајки. И кај нив сите ризици, прво, шансата да останат бремени, значи е помала. Колкава е шансата по 40-та година? Ние имаме во медицината, во гинекологијата еден графикон кој што кажува дека од прилike до 35-та година шансите се релативно еднакви, значи нема многу паѓање на стапката на фертилитет. Од 35-та имаме еден пат, од 38-та нагло, да, например, во 42-та година шансата да една жена остане бремена е само негде околу 10%. До 44-та, да кажеме, веќе доаѓа до крај негде 2%, 5%, веќе на 45-та година, доколку до тогаш не останала бремена, тоа е исто така многу битно, шансата да остане бремена со своите јајни клетки е блиска на нулата, значи скоро нула. Исклучок се некогаш тие ги имаме вака по написи во весници, ова на пациентка на 48-9 години, па останала трудна, мислела има тумор, па тоа било бебево, ама тоа се обично жени кои што претходно веќе имале бременности, сметале дека се во некоја перименопауза и дека во знаете, менопауза е веќе кога нема една година менструација, тогаш навистина веќе не може да се трудни. Али во перименопауза има периоди кај што, например, 6 месеци немаат менструација, вика да, готово, сега ќе немам. Сепак организмот, таа оска што функционира, хипоталамус, хипофиза, овариум, може повторно да го фати циклусот, да се случи да има една јајна клетка. Ако има сексуални односи, може и да остане бремена. Значи во перименопауза може да се забремени. Може да се забремени. Но не во менопауза ако една година отсуствува менструалното крварење. Тогаш веќе не. Тогаш веќе не. Тогаш дефинитивно, мислам, ние правиме проверки и со ултразвук на јајниците и со хормоните. Значи, ако вредностите на ФСК, да кажеме, нормално се до 10, а веќе се во менопаузата над 40 и на ЛХ над 20, веќе дефинитивно овариумите, да кажем, таа функција за создавање на јајни клетки за функционирање ја изгубиле. Нас ни се да кажем, интересна категорија, најпроблематични како пациентки, оние баш тука што ги спомнавте вие, над 40-та година, измеѓу 40-та и 45-та, затоа што ние генетски сите вака личиме исто, ама не сме исти. Така. Значи, некои се помлади, да кажеме, во организмот, во јајниците има таква предиспозиција наследено, некои можеби имаат и состојби што доведуваат да јајниците побрзо им стареа, да кажем. И тука наша должност како доктори, како тие што лекуваме инфертилитет, е да процениме дали пациентката има шанси. Некогаш може и спонтано да остане бремен. Да има, да кажем, ги има сите параметри за да оди спонтано да остане бремена или со помош на асистираните репродукции, значи дали да се помогне со интраутерина инсеминација, или таа пациентка веќе по вредностите на хормоните и на антимилеријанот да спаѓа во категорија која што треба да оди подитно, условно речено, да кажеме, на инвитро фертилизација. Така, професоре, докторите често го потребуваат терминот оваријална резерва. Што е тоа? Како што спомнавме, значи на почетокот на постоењето на едно, да кажеме, женско суштество на едно дете, има негде се смета околу 4, вака да го парафразираме, 4 милиони јајни клетки потенцијални во јајникот. Во времето на пубертетот, кога почнува веќе да созрева, да може да се реализира како жена со својот потенцијал, да остане бремена со репродуктивниот потенцијал, се смета дека има околу 400.000 јајни клетки. Меѓутоа, ако пресметаме статистички, во тек на тој живот од 15-та, 14-та година кога ќе почнат менструациите, до 49-та, да кажеме, вие имате потенцијал од некои 400 јајни клетки само. Сега, тоа исто така, да кажеме, вака како параметри се интересни, ама ништо не значат, затоа што некои пациентки, например, обично имате една јајна клетка, за разлика од, например, стимулациите кај што ќе се добијат 5, 6, 10, 20 јајни клетки. Тоа е кога го прави доктор, тоа се вика контролирана оваријална хиперстимулација. Оваријалната резерва представува потенцијалот да тој јајник создаде јајни клетки и да тие бидат условно речено со нормална градба. Значи, и сега во поново време, да кажеме, има некакви си параметри, има тој антимилеријан хормон со кој што индиректно
и има инхибин Б, со кој што индиректно може да се измери дали тие јајници се уште имаат голем потенцијал или тоа е намален. И нормално со годините тој се намалува, ако е нормално да кажеме биде околу 4 во некоја си рана возраст, во кај жените во над 40 година се движи негде измеѓу 0,5 до 1. Се што е под таа вредност веќе представува намалена резерва за нивната возраст. Така. А доколку жената е во менопауза и прима некаква хормонска терапија, постои ли можност јајниците да се разбудат и повторно се активираат тие јајце клетки? Тоа многу би сакале тие жени, меѓутоа за жал медицината се уште за тоа нема одговор. Значи има еден термин, веројатно сте го користеле во други пригоди тука, рејувенација, подмладување. Значи има медицината пробано со тие PRP методата, па дури сега во поново време со матични клетки, да кажеме, да се добијат такви стимуланси на јајникот, кои што после тоа би требало да се вбризгаат во ткивото на јајникот и тоа одеднашка да почне да се подмлади, да почне да произведува, условно речено, да кажеме, квалитетни јајни клетки. Со PRP методата, која што почесто, да кажеме, се употребувала, се добива навистина една подобра функција на јајните клетки, подобро производство на естроген, подобро функционирање на јајниците, меѓутоа квалитетот на самите јајни клетки се покажа дека и не е толку многу добар. Овие испитувања со матични клетки се, да кажеме, се уште во некоја експериментална фаза, како, да кажеме, матичните клетки што ги користат и во зглобови, и во, не знам, кожа, и во трансплантати некакви си, и во лекување на болести, има некакви први почетни резултати што се позитивни, меѓутоа се уште ние како доктори, каврс медицина базирана на докази, не може да кажеме дека тоа е навистина некоја метода која што ќе ги подмлади јајниците. Сепак, ние сме создадени да живееме определен животен век. Само за подсетник, како денеска, например, жените живеат 83 години во просек во Македонија, мажите 79, таа бројка пред некои стотина години била многу пониска, негде околу 45-50 години. Значи, медицината со својот напредок има направено, пред се со, сме го збореле тоа повеќе пати, со водовод и канализација, со основни здравствена едукација, со миење на раце, со вакцинацијата, например. Огромна бројка има на деца кои што денеска преживуваат само затоа што примаат вакцини. Ние тоа малце го подзабораваме, меѓутоа тоа е суштината на продолжување на животниот век. Так. Мерките превземени во изминатиот период за употреба, да кажеме, на здрава средина, здрав живот, исто така придонесуваат. Се повеќе луѓе вежбаат, спортуваат, прават. Меѓутоа, па сега во денешно време, за жал, имаме оно што секојдневно го слушаме, проблеми со ова масовното производство и со глобалното, да кажеме, загадување. Значи, секакви адитиви се користат, антибиотици, хормони во растот на храната што ја јадеме, во конзервансите, пластики, сето тоа што постои. Од друга страна, живееме во средина кај што сме оптеретени со овие PM честички, за кои што не знаеме, ама индиректно знаеме, и Светска здравствена рече дека годишно тоа ги чини живот негде 2500 луѓе. Значи, ние некој пак баланс правиме, меѓутоа сепак човештвото напредува, условно речено, со поголема возраст. Јајниците, затоа што тоа е многу кратко време еволуцијски, јајниците не може да го пратат тој обсек. Така. А кога зборуваме за можности за зачнување по 40-та година по природен пат, каква улога игра возраста на мажот, на партнерот? Тоа бе исто и многу интересно. Имаше неколку вицови порано интересни на таа тема, дека мажот секогаш може и во подоцнежни години и сето тоа. Сега во денешно време се види дека сепак и ако сперматозоидите се, да кажам, возобновуваат на секој 100 дена, сепак во нив постојат елементи внатре во нивната ДНК кои што се менуваат и ги прават мажите да бидат помалце плодни, постарите мажи него по-младите, и дека за жал некои можеби од оние заболувања што се понови, можеби и се поврзани со, да кажеме, дефекти во, односно, годините на возраста, односно што ја има мажот. Така да и тоа оди на дополнителни исследувања. Она што кај нас е присутно од праксата, да кажеме, дека се повеќе, порано имаше некои параметри поставено колку е машки, женски инфертилитет, колку е проблемот кај двата партнери или колку е проблемот, да кажеме, што не го знаеме, кај што се е во ред кај двојцата, а ние не знаеме зошто таа пациентка не останува бремена. Во последно време се повеќе има
фактички пациенти, односно парови кои што доаѓаат со машки инфертилитет, значи со мала концентрација на спермата, со не морфолошки исправни сперматозоиди, кои што не пливаат добро, кои што имаат одредени други фактори и поврзано со годините на жената која што у денешно време сака подоцна да раѓа, тоа прави една, да кажам, тешка комбинација, односно обавезно бара советување и терапија од лекарка. И нив тешко може да останат спонтано, значи природно бремени. Мала е категоријата која што сепак ако пак сакаме се да провериме, имаме дефиниција инфертилитет по книга која што вика дека една година редовни незаштитени сексуални односи би требало да донесат некаде до 85% од паровите да имаат дете во тек на првата година. Кај овие што се над 35 години заради возраста на жената, таа дефиниција во сите учебници е сменета дека после 6 месеци немање бременост, има такви односи, дека треба да се направат сите исследувања. Значи да се направат проверка на каналите, затоа што тоа порано била една од главните причини за инфертилитет, не може да се сретнат сперматозоидот и јајната клетка, ако се затнати каналите кај пациентката. Дали има некакви конгенитални аномалии на матката, дали јајниците произведуваат овулација, дали постои некоја инфекција, тие сите работи се фактори од жената, од пациентката кои што ги земаме предвид, од мажот во предвид генерално е спермата само, меѓутоа таа бројка на пациенти кои што имаат проблем со спермата е се поголема и поголема. А колкава е веројатноста за успешно инвитро по 40-та година? Па, како и за спонтана бременост, значи и тука бројките се различни. Некаде да кажеме, генералната успешност на инвитрото се движи некаде околу 35%. Меѓутоа, ако инвитрото се прави на возраст под 30 години, во добар центар, значи, како нема од некои тешки отстапки во партнерите, некаде дури и до 50%. Значи, не постои 100% успешност на инвитрото, затоа што тоа е метода што зависи од многу фактори. Значи, зависи од тоа каква терапија ќе дадете, зависи од тоа какви ембриолози имате во лабораторијата, зависи од тоа каква е пациентката, значи во која категорија спаѓа и некогаш зависи од многу додатни фактори во самата лабораторија, во самиот процес на креирање, пошто тоа е, како да тоа е порано имаше многу отпори црквата против тие работи, сега свати дека тоа не е така, дека ние сепак помагаме да во надворешна средина, не во човечкото тело, создадеме ембрион, меѓутоа тој сепак расте и созрева после тоа во утробата на мајката. Значи се го добива она што го добива, другите само неколку дена, 3 или 5 дена живе во надворешната средина, во специјални инкубатори, во специјални медиуми. Значи не е тоа до толку страшно и тоа го прифатија сите, имаме, знаеме, милиони деца што се родени на тој принцип. Како пациентката старе, да ви го одговорам прашањето, над 40-та година и оваа шанса, дури со сите наши напори, се намалува. Така да во таа возраст над 40, негде доаѓа околу 15%, па викам после околу 10%, па околу 44-та исто така, многу малци и веќе над 45-та година, сите препораки светски се и искуството покажува дека е толку мал успехот, што кај сите пациентки тука се препорачува да се употреби донирана јајна клетка. Можеме да слушнеме дека жени станале мајки и во многу подмината возраст. Еве имаше и на клиниката за гинекологија и акушерство таков случај на 61 година. Жена која што стана мајка. Кај нас нема возрастни ограничувања кога станува збор за вонтелесното оплодување. Но не е така во соседните земји, во многу други земји во светот. Од што зависи дали возраста ќе биде критериум или не? Гледате вака, ние имаме ограничување во оние фондовски, да кажам, субвенционирани инвитро процедури, дека на возраста на мајката над 45 години треба да оди на донирана јајна клетка, затоа што тоа шансата за успех многу ја зголемува. Значи шансата за успех се зголемува со квалитетот на јајната клетка. Значи жена на 50 години, еве завчера се породи една на 57, во медиумите имаше таа на 61 година. Може да забери доколку матката е функционална, ние дадеме добра терапија. И покрај тоа што е во менопауза, така? И поред тоа што е во менопауза. Не е тоа проблем. Да, се износи бременост. Терапија, значи инвитро процедурата и кај таа пациентка што не е во менопауза и што е во менопауза, подразбира давање хормони во поголеми количини него што се, да кажам, нормални во спонтаниот циклус. И во менопауза вие ќе даете многу хормони,
ќе направите ендометриумот да е добар, Така. ако јајната клетка е од пациентка што од 25 години, квалитетна и се оплоди квалитетно или има дониран ембрион, некојаш и мажот и жената фактички се во години имаат оштетувања, има дониран ембрион. Тој се пренесе кај пациентката, таа има шанса голема да забреме, многу поголема него од своја јајна клетка, да кажем. Значи, дури до 30-50% е кај пациентка која што е над 45 години и користи донирана јајна клетка. И се вие ако споредите, например, да е стимулира докторот на 44-5 години, имате шанса за успех од 1-2%, или искористите дониран ембрион или јајна клетка, имате шанса за успех од 40-50%, што ќе одберете? Значи, подобро да го одберете, тоа што има поише шанса за успех. Кај нас пациентите, што е Како нормално и реагираат треба кога да ќе им се... споменете донирана јајцеклетка? Тоа е моментот што треба, еден момент што треба да се Прифати? преживее, да се прифати. Они викаат, ама генетски оваа јајна клетка, тоа дете што ќе се роди, нема да биде мое. Еве, ако мажот да дава спермата, јајната клетка е од друга жена, а она го породува детето. Ние имаме толку многу позитивни примери во светот и секаде. Па вие да усвоите дете, после некое време, ако се грижите за него и го сакате, има луѓе што за своите деца не се грижат толку добро колку за усвоените. Ова дете во вас ќе порасне. И многу често после некое време они тоа го прифаќаат. Она сепак ќе го осети тој момент на бременост, на породување и ќе се грижи за тоа дете како свое. Значи ќе го чувствува дека марда внатре тоа е донирана јајна клетка и тоа ве уверувам сите тие. Единствено може ако претходно пациентката која била многу млада, смрзнала јајни клетки, Така. па тие или ембриони, па тие да ги врати после X години. Иначе, оние пациентки кои што имаат над 45, 6, 7 години, да кажеме, тие се бремени со донирани јајни клетки. А каков е процесот на обезбедување донирана јајна клетка или пак некои жени кои што имаат јајцеклетки, значи активни им се овариумите, но немаат партнер, понекогаш се одлучуваат да обезбедат машки семен материјал. Да. Како да. изгледа тој процес? Дали е комплексен? Тој не е комплексен, се условно речено поедноставено, тој си има свои нели некои етички и морални дилеми. Може некогаш некој близок да донира? Да, нашата држава за среќа има, да кажем, препишано убави квалитетни закони во тој поглед. Значи дозволува донирање и на јајни клетки и на сперматозоиди од блиски лица или од други лица без финансиски надоместок, меѓутоа со претходно, да кажем, подполнети изјави на нотар дека се откажуваат од сите права кои следуваат од гаметите, значи од сперматозоидите и јајните клетки кои ќе ги донираат. И такви имаме случаи позитивни, неколку да кажеме во нашиот досегашен животен тек. Меѓутоа, кај што може например братучетка, внука да донира за некој друг или сестра која има деца да донира за сестра, тоа се многу позитивни случаи. Тука генетскиот материјал е најблизок всушност до еве да кажеме до тоа до фамилијата, односно до таа личност која што ќе оди на инвитро и ќе користи донирани јајни клетки. Во преку 90% случаи тоа има заради баш тие некакви си дилеми морални и етички кои што ги имаат пациентите, се користат донирани јајни клетки од банки на јајни клетки и банки на сперматозоиди, кои што се лоцирани во странство, каде што се води многу сметка за да тие јајни клетки и сперматозоиди се користат исклучиво неколку пати и не во исти географски простори, да кажем. Значи, ние нашата институција сега ГАК подпиша договор со 4 такви банки на сперматозоиди јајни клетки, веќе другите инвитро центри со години ги користат, некаде овој процес е легален тука од 2008 е почна, 2014 веќе има поголем замав, кој што да има од Шпанија, од Данска, од Украина, од Русија јајни клетки, односно донорите може и да дури да не се од тие земји, меѓутоа банката се наоѓа и лоцирана во таа земја. И тогаш одбирањето на овој донорски материјал оди врз база на предиспозициите што ги има тој што донирал, кои што исто стриктно се водат, се проверуваат хромозомски, генетски, дали има заболувања, нема. И они бираат, например, сакаме мојата генетика да сум, ја не знам, смек, бел, висок метари. Обично за генетски материјал од кои земји има најголем интерес? Па, како да ви кажам, се зависи од кои банки земате кај нас. Овие што ги спомнав локации, например Шпанија,
Украина и Данска некако се еве поврзани веќе со Македонија, па и со Србија и со Бугарија ми се чини највеќе, затоа што на пример ние да чуваме банка на сперматозоиди и јајни клетки, ние сме како популација многу малку и онда тој материјал никако не би смело тука да се дава. Можда да оди некаде надвор во други региони. И затоа обично банките се окрупнуваат и се сконцентрираат на едно место, меѓутоа материјалот е различен. Ама на пример се апропо ова што го реков бел и смејки сето тоа, има луѓе кои што имаат потемна боја на кожата, потемна боја на косата, они одат и побаруваат таков материјал. Дури има опција да се бираат и преференциите, дали донорот на материјалот, дали е на сперма или јајни клетки, сака музика, сака да чита, дали е академски образуван, некаде има опција да се види слика како изгледал донорот кој бил дете, на пример. И последната опција што исто ја нудат банките е тоа дали вие сакате да знаете од кого е материјалот, односно вашето дете да знае од кого е материјалот или не. Во тој случај, ако не кете да знаете, вие ќе добиете материјалот, ќе се изведе инвитро постапката и доаѓате во ситуација да си имате дете, го чувате и сето тоа. Во таа ситуација што викаат они со ID кога оди материјалот, тогаш вашето дете може на 18 години да побара кој е неговиот вистински прав генетски донор и да, ако сака, може дури стапи во контакт со него. Така, и тука сега има некои дилеми и некои ризици. Можеме да видиме и документарни емисии како еден донор има повеќе од 100 деца и слично. Да, ма тоа е изигрување на системот, како да кажем, тоа е имаше и во Америка еден доктор со не знам колку успешни инсеминации, ова на тоа све на крај скочија негови деца, ма тоа е више, како да ви кажам, тоа е злосторство веќе, затоа што вие правите еден куп на полубраќа и полусестри, кои што во иднина ние знаеме зашто сме ние волку успешни на планетава Земја, затоа што се мешаме, значи генетскиот потенцијал се меша. Ризикот да се сретнате. А вака ризикот да се сретнате голем и тука е ризикот поголем за генетски и хромозомски абнормалности кои што би можеле да се создадат. Не е тој огромен, меѓутоа за тоа и ние имаме нели забрана за склопување во брак на роднини од како се вика од блиско сродство. А што е со замрзнатите ембриони? Колку може да се чуваат? Може ли кај нас да се добие замрзнат дониран ембрион? Бидејќи еве неодамна имаше еден надпис, мајката била 99 годиште ми се чини, а ембрионот бил замрзнат 97 година. Да, дониран ембрион. Вака, најдолго чуваниот ембрион, фактички, е тој 27 години, кој што после тоа од него е добиено дете. Тоа примерот што го кажувате ви. Ама теоретски има ограничувања, голем дел од земјите имаат ограничувања после 5 години на чување на определени ембриони, доколку вие не ги употребите понатака, дека тие би требало да се уништат. Во дел од земјите не постојат такви ограничувања. Иначе, како што може да се увезат, да се обезбедат донирани сперматозоиди и јајни клетки, може да се обезбедат и донирани ембриони. И тоа постои како опција. Или може да се увезат донирана јајна клетка, донирани сперматозоиди и самата инвитро институција да од нив создаде ембриони. Значи во тој случај може да е спермата од Шпанија, јајните клетки од Украина, во нашата инвитро лабораторија ние да направиме ембрион и тој да се всади и доколку е успешно детето да се роди во Македонија. Да ги вклучиме професори гледачите од овој момент во програма. Почитувани, емисијата е контактна. Сите прашања кои што се поврзани со бременоста во подмината возраст, ке можете да ги поставите во програма и професор доктор Глигор Тофовски да даде одговор на сето тоа што вас ве засега и ве интересира. Докторе, како се изведува, односно на кој принцип може да се јават оние кои што се заинтересирани за инвитро процедура на клиниката за гинекологија и акушерство? Ние имаме амбуланта за инфертилитет во која што, да кажам, ги примаме сите пациентки со закажување, кај што преку мој термин доаѓаат, меѓутоа решивме за оваа категорија ќе отвориме специјален мобилен број на кој што тие ќе може да се јават дополнително, да добијат сите информации и евентуално во скоро време планираме да се отвори така наречен центар за сексуално и репродуктивно здравје, каде што оние подоцнежните термини, да кажеме од 1 до 2,5, ќе може да се дојде и без закажување, да дојдат, да се консултираат, да прашаат, да видат до каде. Иначе, ние сме многу достапни, екипата цела која што работи на гинеколошко-акушерската клиника е многу достапна, дури да дојдат без да закажат, во секое време ќе
ги примиме, ќе добијат совет и евентуално ќе им биде закажан термин за понатака. Доколку жената е повозрасна од 40 години, дали се потребни специјални некакви испитувања пред да се започне процесот на инвитро или пак можеби доколку сака да се обиде да забремени по природен пат? Па, генерално испитувањата се слични, да кажам, исти се за сите. Овде е малце по-либерален пристапот кон инвитро програмата, затоа што сме свесни дека потенцијалот на пациентката опаѓа. Иначе, прескако ме прашавте и за оваријалната резерва. Имаме пациентки на 29 и на 31 година, Така. што одат во предвременна менопауза, односно оваријалната резерва им е истрошена. Како параметар за да видиме на кое ниво сме, како стои пациентката и колку ќе биде успешноста на инвитрото, си постојат гајдлайнси меѓународни на кои што и ние се базираме, а тоа се гледаат бројот на антрални фоликули, значи колку во јајниците има тие почетни фоликули од кои што нели обично еден само расте, меѓутоа колку се тие почетните, тоа е еден параметар, вредностите на хормоните на фоликулостимулирачкиот хормон и вредноста на антимилиреамниот хормон и нормално возраста на пациентката. Врз база на тие 4 параметри ние релативно сигурно можеме да ја кажеме на пациентката каков тип на бременост, односно каков тип на процедура за да настане бременост, можеме да ја препорачаме и како тоа со кој процент, да кажеме, би можело да се оствари кај нас. Значи, тука, како кажам, со нашите пациентки многу, секогаш, многу луѓе не сака да се занимаваат со инфертилитет од тие причини, затоа што вие ако сте честни, ако им кажете на вистина кои се шансите и кои се процедурите што треба да ги превземат, например, повеќето од пациентките кои доаѓаат на инвитро не остануваат бремени. Значи, ако е 35% успехот на инвитрото во сите возрастни категории, значи од 3 пациентки кои што ќе дојдат на инвитро, една ќе остане во тој циклус трудна, другата може би во другиот циклус, третата може ќе направи 3, имам пациентка, имавме со 5, со 6 инвитро што ја правевме, кое што едноставно има веројатно некоја причина што медицината не ја знае и не може да остане трудна. Јас пациентка, уште се сеќавам со професорот Димитров беше тука кај нас, од 9-тиот пат остана бремена, значи со 9-тото инвитро и тука многу често и тоа прашање се постава, колку е безбедно, колку е инвитро седно. Некои жени едноставно толку се многу упорни и тоа оваа пациентка дури после направената операција и оваа сега што оди 61 година, после направената операција успеа со тоа инвитро, мислам дека ова имаше 13 инвитро, нешто така правено, успеа да остане трудна. Тука е онаа дилема што може после ќе ја спомнеме за годините и колку тоа би требало да се дозволи или не, затоа што во Македонија навистина нема лимит. Ќе ги вклучиме гледачите, а потоа ќе преминеме токму на етичките прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Дали сум во програма? Да, во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Поздрав Повелете. до докторот и до водителката. Ви благодарам. Моето прашање е следно. Во тек на постапка инвитро, кога веќе се создадени ембриони, дали докторот е должен, доколку останат, да го информира брачниот пар дека се останати? И покрај неуспешно инвитро, наводно. И дали тоа известување треба писмено некаде да биде во болницата задржано или е доволно само усно да каже немате веќе потрошени се сите ембриони, а потоа болницата да го употреби без знаење на родителите ембрионот кој што останал. Ве молам, ова прашање ми вреди $1.000.000, ако можете да замислите. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Видите, вака сега збориме законски, значи ние, например, и теоретски и практично како сакате. Значи се добиваат определен број на фоликули. Докторот од тие фоликули ги пунктира, со ембриологот се добиваат јајни клетки. Јајните клетки се оплодуваат, од тие се добиваат ембриони. Не секогаш бројката на фоликулите, јајните клетки и ембрионите соодветствува. Значи, од прилike, статистички да кажеме, ако ви имате 10 фоликули, од тие обично се добиваат 7-8 јајни клетки, од тие се оплодуваат некаде 5 ембриони. Меѓутоа, докторот и ембриологот се должни да ви кажат како напредуваат тие ембриони. Идеално би било да напредуваат до 5-тиот ден, кога се бираат законски 1 или 2 ембриони, кои што ќе се вратат во матката кај пациентката, за да се превенира, нели, да не вратиме 5 па да има 5 орки па да се родат пред време, него само да се вратат 1 или 2 ембриони и си има по кои правил. Останатите ембриони, значи ембриологот и гинекологот се должни да ви кажат доколку се обстанати
да ви понудат да ги криопрезервирате, значи за да ако не останете бремени или за понатака во животот, да може само да ја поминете постапката на враќање на ембрионите. Или, ако, за жал, пошто таа услуга не се плаќа од државата, криопрезервирањето, значи треба да ја платите сами, или во случајот ако не ќете, треба да се потпишете вие и они да се потпишат дека тие ембриони ќе бидат уништени. Сега, како, во која процедура била пациентката, како е дојдено, тоа е друга работа. Меѓутоа, ако по пат ембрионите не напредуваат, например, останат само 2 или 1 и тој ви го вратат, другите ембриони веројатно не се преживеани. Тука е прашање пак на закони на етика. Ако они лажат, да кажеме, ги кријат ембрионите и ги предават, тоа е више, како да кажем, криминално дејство. Меѓутоа, мислам дека ниту докторот, ниту ембриологот не би требало и воглавном не се занимаваат со криминални дела. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ве молам, нема да поставам прашање во врска со бременост, со оглед дека сум 70 години, а сакам да дојдам на редовна контрола, инаку сум пациентка на Боривое Павловски, па дали ме интересира, дали исклучиво треба упут да земам од гинеколог или може директно Така, како можете да се јавите на преглед? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Секоја емисија имаме, професора, по едно вакво прашање, како да се упатат на преглед. Не, па тоа сме го Гледачите. спорили многу пати. Секој пациент треба да одбере матичен гинеколог, Така. да се пријави кај него преку Фондот за здравствено осигурување. После тоа тој матичен гинеколог издава упат за третман кај определен специјалист, односно субспецијалист од определена област. Боривое Павловски мислам дека се занимава со урогинекологија, така да треба да добие упат во таа и таа амбуланта. Ама тоа оди преку матичниот гинеколог. Веројатно пациентката има матичен гинеколог, треба да поразговара со него и да си побаре упат. Да продолжиме понатаму, кога станува збор за инвитро процедури за бременување во подоцнежна возраст, постојат бројни етички дилеми. Дали тоа треба да се прави или не? Кој е вашиот став? Па, значи, да кажеме законски, ако во Македонија имаме закон за посвојување на деца, и ви имате 44 години, до 44 може да усвоите бебе. Од 45 години теоретски треба да усвоите дете од 1 година. Значи, веќе на 50 години треба да усвоите дете од 6 години, не помало, баш од тие причини, за да вашето дете кога ќе има 18 години, вие не бидете со премногу удоволни, да не бидете престари. Од аспект на донираните јајни клетки, донираните ембриони и идните родители кај кои што ќе се изведе процедурата, во многу од земјите, како што кажавте, и сами има регулатива, кај нас нема. И сега ние некојаш се среќаваме со таа етичка дилема да, например, дојде маж од 67 години, жена од 65 години, кои што најрегуларно си нашле донор, си платиле, имаат опција за да прават инвитро, дали треба кај таквите пациентки да се прави инвитро фертилизација или не. Тоа во моментот е оставено на, како кажам, на право на лекарот да реши дали би сакал тоа да го прави. Јас од моето искуство, пошто ние не сме многу на број кои се занимаваме со оваа област, од колегите кои што ги познам, сите има тука една голема дилема и сите мислам дека радо би сакале да постои некакво си ограничување во однос на возраста на идните родители. Затоа што вие, ако го родите детето на 61 година, оно кој има 18, 19 да е просечна вредност на завршување на гимназија, вие ќе имате 80 години. Значи тоа се малце работи кои што се поразлични. Го спомнавме ембрионот што е смрзнат, да, тој е смрзнат некаде, како да кажам, изгубен во времето, настанат у едно време, а мајка му е помлада од него, меѓутоа сепак тоа е некој си нов живот кој што почнува од нула. Затоа многу голем дел од земјите на вистина ставаат ограничувања, некаде е околу 50-та година, некаде дури имаат и помалце од тоа години, нека и 55, еве ако животниот век наш расте и сето тоа, меѓутоа некоја законска рамка мислам дека би требало да постои. Бидејќи сега во моментов од соседните земји па доаѓаат овде повозрасни брачни парови кои што сакаат да се реализираат во родителството. Токму тоа се случува. Бидејќи таму во матичната земја тоа не им е овозможено и дозволено. Одговорот е тоа, постои комисија за инвитро при Министерство за здравство кој што ги одобрува овие донации. Меѓутоа ние кога разговараме меѓу себе,
ние фактички немаме законска рамка како тоа да го смениме. Сите викаме па оваа гледај колку години има, ама викаме не смееме затоа што после тоа они може да се жалат и да речат не, по закон нас ни следува. Така. Значи ние што постапуваме согласно законот сме должни да им одобриме. И тука е таа дилема, значи и во медицинската јавност, да кажеме, постои таа дилема дали треба, не треба, во која возраст да се стави некоја законска рамка. Па дури, например, има случаи кај што има многу помлада жена со многу повозрасен маж, да кажеме, меѓутоа некај тој 70 години, да кажеме, и он се си нашол жена која што сака да има деца со дониран ембрион или донирани сперматозоиди, пошто таа можеби уште има јајни клетки, меѓутоа пак тоа каков родител ќе има тоа дете ако има 90 годишен родител во времето кога ќе заврши средно училиште. Тоа е во не толку скоро време, не е ни дедо, прадедо бил тој. Значи има, а од друга страна па како да ги ограничите луѓето да тие што сакаат да почувствуваат таа, да кажеме, исконска желба за родителство, за се. На запад исто има тука разни етички дилеми, некои што го решаваат со, како да кажам, со усвојување, дори можда не ни формално, него ќе одберат некое дете кое што може би од пониските социјални слоеви и таа фамилија, тие родители, тој брачен пар што нема деца, го поддржува тоа дете во целиот негов животен век. Се труди да му купи, значи тоа си има своји родители, меѓутоа овие му се како пара родители, да кажеме, кои што водат, учат со него, му купуваат книги, го носат со себе на шетање, го образуваат, го финансираат да заврши академска кариера, му учествуваат во сите важни животни настани. Некогаш и тоа е начин да се искомпензира условно речено тоа немање на свое дете, доколку сте во повозрасни години. Иначе морам да признам дека медиумите, вие имате огромно влијание. Значи, од кога се породи оваа пациентка со 61 година, имаме една голема навалица на пациентки кои што се во менопауза или во доцна перименопауза, кои што доаѓаат, препрашуваат, она останато како ние да правиме, што да правиме, она што, да кажам, све зависи од ставот на општеството и на медиумите некојаш према ваквите работи. А доколку еве се реализира бременост во подоцнежна возраст, дали таа бременост мора да заврши со царски рест? Како би изгледало породувањето? Да, тоа го спомнавме за следењето, дека ние ги следиме тие малку со повисоко ниво на ризик, значи во однос на останатите бременности. На исти начин се следат доколку е природно зачнато и инвитро? Да, на исти начин се следат. Може би почести се контролите. Не. Доколку жената повозрасна, не? Дали се, значи, ние имаме строго определено како здружение, како држава, кои би требало да бидат рутинските антернатални прегледи, кои исследувања се прават. Тоа е една цела емисија за тоа може да зборим. Меѓутоа, ако има отстапки, кај било која жена, дали таа има 19-40 години, отстапките побаруваат почести контроли. Ако таа има диабет, ако таа, рековме, има плод што не расте многу или расте, или има малце плодова вода, или било која друга, или плацентата е превија, ниско всадена, значи тие сите побаруваат друг тип на контрол. Но ако е уредна бременоста, тога суди по класичен протокол. Ако е настаната со инвитро, тоа никако не го менува текот на антернаталното следење. Текот на породувањето, исто така, порано беа многу посклони докторите да одат овие пациентки да се породуваат со царски рез. Дури ако постаро од 35 години. Па и 35, да и 30 да е, а тек овие што беа над 40, да кажеме, обавезно самите доктори, тука обавезно царски мора, ова на седно. Суштината е дека не е така, доколку ткивото, доколку плодот не е голем, ткивата се уште еластични, да кажеме. Значи сега зборуваме кај пациентки околу 40-та година. Не зборуваме веќе над, ја би бил можда над 50 години, сите овие пациентки секако да раѓаат со царски рез, затоа што тоа е веќе некој период кај што е перименопауза, менопауза, кај што едноставно естрогенското влијание е по-мало и малце се да кажам, фрагилни самите родилни патишта и сето тоа. Тука можеби би требало да се завршат со царски рез. Меѓутоа, оние што се помлади, значи збориме измеѓу 40-45 година тука во тој период, и се уште имаат добри родилни патишта, добра градба, женска со широка карица, све, нема зошто да кажам, на некој начин да мора да одат на царски рез, ама пак се уште и тоа зависи од колку траел инфертилитетот. Сега некој ако 15 години го чекал детето, тој сам околината му вика, никако спонтано ти од на царски да не ризикуваш, кај се остана трудна. Ја
Лично имам породен неколку пациентки баш тука околу 43-44 години со инвитро, после многу години инфертилитет, сакале да родат спонтано и се породиле спонтано. Така да тоа е возможно е, само е битен ставот. Ние генерално имаме, мака кога веќе ги спомнавме царските резови во Македонија, бројката на царски резови од некаде тамо 10% од пред 20 години, сега е веќе дојдена до 47%. Значи си половина од трудниците секоја се втора жена се пораѓа со породуваат со царски царски рез. Без реално никаква индикација, а реално со поголем ризик за воиднина од други состојби. Меѓутоа, пресијата што се врши од самите, да кажам, слоеви во општеството, па некош и од самите доктори што ме полесно да направат царски рез, па и од медиумите, па подобро е, знаеш, да не проаѓа доле, јасо до згора, да не се мачиш, да не правиш ово на све. А за разлика од тоа, например, делот северни земји многу работат на тоа да има школи за трудници, кај што партнерот учествува во процесот на породување, они се информирани, се боцкаат со аналгезија епидурална, значи раѓаат со многу пониско ниво на болка или скоро без болки, да кажеме, во тек на процесот на породување и се уживаат во тој процес. Раѓањето е еден процес, породувањето кој што, да кажеме, у просек трае од 8 до 12 часа, од која реално ќе почне, и тоа ви имате еден ден да си добиете едно дете и да поминете со задоволство низ тој процес. Царскиот рез е сосема различна работа. Вие одите, не осеќате ништо, ве оперираат, ви го покажаат бебето и после ви треба неколку дена да се опоравите. И покасно ви доаѓа млекото и сето тоа. Ама, како да кажам, тука веќе некаде е оставено, пак е тоа се тие некои етички, правни, морални дилеми, ако вие имате право да бирате определена процедура, они викаат, па да, имам право да изберам царски рез. Меѓутоа, тоа не е медицина базирана на докази. Моето последно прашање се однесува за постпородилното опоравување. Што значи за повозрастна жена да се породи и потоа да се опорави брзо? Па, тоа пак зависи индивидуално. Генерално, секој организам кој што има повеќе години, полека се опоравува. Меѓутоа, тоа зависи колку сте вие биле здрави. Но една жена која што била, речеме, во менопауза, која што примала хормони... Па полека ќе се опорави. Полека ќе се опорави, затоа што тоа за незе... Тоа е, пазите, хормоните на некој начин што ги подмладуваат трудниците. Да, таа стапка, таа бујица од хормони, незе на некој начин ќе и пријама. После породувањето на повторно ќе влезе во една фаза на ниско ниво на хормони, што не исследуваат со годините на 50-60 години. И мислам дека тука они потешко се опоравуваат. А спонтаното забременување може да го подмлади женскиот организам? И спонтаното секако. Не, сите тоа е еден напав. Тоа е наместо вие да купувате разноразни хормони и креми, ово на бременоста фактички е природен извор на хормони. И бременоста не е, како да кажам, позитивна приказна за жената. Меѓутоа, само да се навратиме, пак е едно 100-200 години наназад, они викале за бремена жена е со една нога во гроб. Затоа што тие компликации, се имаме утеротоници, имаме крв трансфузија, имаме антибиотици, тие компликации што може да се случат во тек на породување, биле страшни. Сега, тука медицината го довела процесот да ние мислиме дека секоја бременост треба да е добра, дека секој бебе што ќе се роди треба да е здраво, живо и целосно нормално и дека секој породување, да кажеме, треба да е идеално. Тоа не постои. За жал, компликации има, а ако е ова процес што не е болест, него е нешто позитивно, ние се репродуцираме, создаваме семејство, сепак компликации во тој процес има и ќе има веројатно секогаш. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта и за убавите појаснувања на оваа тема. Ви благодарам и аз за можноста да гостувам. Почитувани, тука заокружуваме денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Тилма во 12 часот и 50 минути. Пријатно.